Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова тема амбуланта. Глаукомот е состојба што најчесто се развива незабележително, без јасни симптоми, а може да доведе до сериозно оштетување на видот ако не се открие навреме. Дали редовните контроли се единствениот начин да се препознае болеста? Дисциплината со терапијата, особено со капките за намалување на очниот притисок, е исклучително важна за зачувување на видот. Дали нивната примена е доживотна? Може ли да се јави глауком и кај нормален очен притисок? Што се презема во таков случај? За сето ова денеска разговараме со доцент доктор Ирина Богданова, хирург-офталмолог. Останете на Телма, а при крајот на емисијата вклучите се со ваши прашања во програма. Во денешната Телма амбуланта апострофот го ставаме на глаукомот, болеста при која што тивко незабележително се губи видот. Гостинка во студиото е доцент доктор Ирина Богданова, хирург-офталмолог од Универзитетската клиника за очни болести, шеф на кабинетот за глауком. Добар ден и добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, поздрав до гледачите на Телма телевизија и благодарам за поканата. Колку често ви се случува на преглед да дојде пациент кој што вели дека гледа добро, а всушност неговиот вид е оштетен од глауком, но при тоа пациентот не забележува никакви промени? Да, мора да се признае дека во последно време е се поголем бројот на пациенти кои што доаѓаат во амбуланта со друга потреба, со не толку намален вид и при случај на, односно откривање, ние гледаме дека има оштетување глаукоматозно оштетување на двете очи. Зошто се случува ова? Значи, во основата на глаукомот е дека протекува асимптоматски самото заболување, дури и се нарекува глаукомот како тривок крадец на видот, значи оди без некој развиток на голема симптоматологија, одредена, значи таа најголемата група на глаукоми, односно глаукома хроникум симплекс, така да неговото касно откривање е најголемиот проблем. Баш затоа што протекува асимптоматски, голем број на пациентите не се ни свесни дека боледуваат од ова заболување и најчесто кога ќе дојдат во амбуланта, доаѓаат во амбуланта по друга потреба, например одредување на диоптрија, значи некоја рефракција и така натаму, случајно преглед на очното дно. И при прегледот ние гледаме дека има глаукоматозно оштетување, при рутинско мерење на очниот притисок гледаме дека тоа е надзголемена граница и така натаму. Споменавте дека очниот притисок е надзголемена граница. Секогаш ли мора да е покачен очниот притисок за да се јави глауком? Во најголем дел од случаевите е покачен очниот притисок. Значи, покачениот очен притисок е еден од најголемите ризик фактори за појава на глаукомот. Всушност, глаукомот како оптичка неуропатија не представува само зголемен очен притисок, како тоа што се знае меѓу луѓето, туку еден процес на оштетување на нервното ткиво како резултат на повеќе фактори, односно нарушен хемодинамски процес во позадината на окото. Еден од главните ризик фактори е зголемениот очен притисок. Но глаукомот не значи дека мора да оди само со зголемен очен притисок. Значи, постои одредена група, иако помал процент на глаукоми, кој што се нарекува нормотензивен глауком, тој оди со нормален очен притисок. Значи, самите хемодинамски услови во тоа око што се случуваат во позадината, нормалниот очен притисок кој што е за најголем дел од луѓето, од популацијата, за нив е всушност превисок. Значи, доколку, понатаму ќе кажам во емисијата дека нормалните вредности, да кажам, на очниот притисок се некаде од 16 до 18 и до 20. Сега, кај некои пациенти дури и 16 и 17 е превисок, односно постојат глаукоматозни оштетувања на самото око и со овој очен притисок. Дали секој пациент со покачен очен притисок ќе развие глауком и дали покачениот очен притисок сам по себе значи глауком? Бидејќи некои ќе кажат имам зголемен очен притисок, имам глауком. Да, значи како што глаукомот може да биде со нормален очен притисок, така и секој очен притисок не значи и глауком. Значи
повторно ќе ги напоменам тие хемодинамски услови кои што постојат во самото око, кај тие пациенти пак обратно од претходните, значи покачениот очен притисок над 20, дури 22, 3 и така натаму, може да биде нормален за тие. Тоа го нарекуваме хипертензија интраокуларис. Што значи тоа? Тоа значи дека очниот притисок е висок, а нема глаукоматозни оштетувања. Значи самото око се адаптирано на толку висок очен притисок. Затоа, за да се постави диагнозата глауком, не значи само мерење на очниот притисок. Да, тој не е еден од главните ризик фактори и главен индикатор за поставување на диагнозата за заболувањето, но не е основен за поставување за диагнозата глауком. Значи, покрај мерење на очниот притисок, кој што се изведува првично, значи доколку не е суспектно глауком, дури и кај пациенти кои што доаѓаат од друга потреба во амбуланта, ние мериме очен притисок, значи рутински. При земање на видната острина, значи око по око, ние веднаш преминуваме кон мерење на очниот притисок, за да можеме да продолжиме со понатамошниот преглед. Зошто? Бидејќи и очниот притисок ни влијае за понатамошниот преглед, дали да се прошират зениците, бидејќи ако се работи за пациент со глауком или покачен очен притисок, ни е контраиндицирано на ширење на зеници и така натаму. Мислам, сакам да ви кажам дека кај секој пациент е измерен очен притисок, независно од која потреба е дојден, дали за глауком или некоја, да кажам, друга потреба за преглед во амбуланта. Така да самото мерење на очниот притисок и утврдување дека е повишен, ние веднаш не ја поставуваме диагнозата глауком. Доколку гледаме дека е повишен, ние го упатуваме на дополнителни снимања, како што се компјутерската томографија, видното поле и така натаму, за да можеме да ја потврдиме или отфрлиме диагнозата на глауком. Компјутерска томографија на окото? Да, окуларна кохерентна томографија се нарекува, значи скратено OCT, да, се гледа нервот до клеточно ниво, значи тоа е многу, да кажам, една од најновите техники за диагностика, која што е многу корисна, за да се детектира самото заболување во почетната, да кажам, фаза, кога постои на почетокот само клеточно оштетување. Бидејќи сви знаете дека кај глаукомот намалувањето на видната острина оди во крајната фаза, кога веќе све е оштетено. Така да со окуларната кохерентна томографија, значи успеваме да го фатиме заболувањето во почетната фаза. Значи кога е на клеточно ниво, кога започнува страдањето на клетките, да кажам, како резултат на глауком. Може да видите дали нервот на некој место е, да речеме, оштетен или истенчен? Да, секако, значи дури не само нервот, значи и околу нервот, ретината и клетките на ретината уште пред да започне страдањето на самиот оптички нерв, самите клетки, значи гледаме дали страдаат како резултат на тој очен притисок. Пак ќе кажам, тој очен притисок, значи во најголем број на случаи е зголемен, но може да биде нормален, но може да биде и, значи, поднормално, да кажам, но влијае на хемодинамските услови во самото око и ги оштетува клетките околу нервот. Пред да преминеме на главните ризик фактори кои што доведуваат до ваков проблем, уште малку ќе се задржиме на прегледот во кој случај се прави видно поле. Да, и што е тоа видно поле? Да, видно поле се прави најчесто, значи многу често кај глаукомите, односно кај сите глаукоми за следење на глаукомите, но не значи дека само кај глауком видното поле го правиме и кај други заболувања. Но за глаукомот ни е многу корисно за следење на само за развиток на самата болест, со тоа што кај глаукомот како заболување последно доаѓа оштетувањето на централниот вид, а ние гледаме со централен вид. Значи, доколку е започнато претходно, да кажам, самото заболување, доаѓа најпрво оштетување на периферијата. Сега, оваа периферија, ние не може на видот, не може да ја забележиме дека страда, таа може да ја забележиме само со диагностиката, односно со прегледот на видно поле на пациентот. Така да на самото видно поле ни покажува дали имаме оштетување на периферниот вид, до кој степен е тоа оштетување, дали напредува, дали стагнира и така натаму. Кога ќе се оштети комплетно целата периферија, тогаш доаѓа до почеток на падот на видот. И до тунелски вид?
Да, значи Значи, тоа е се крајниот стеснува, стадиум. се стеснува така, се видното поле. стеснува и самите пациенти со кои што боледуваат од глауком кажуваат дека гледаат како низ тунел. Значи, буквално целата периферија е оштетена, се повеќе и повеќе се стеснува и централниот вид и тие добиваат еден тунелски вид и после во крајниот стадиум, да кажам, почнува да паѓа и овој тунелски вид, значи се намалува од 100% на 90, 80, 70% видната острина и така натаму на централниот вид. Значи тоа е веќе крајните стадиуми и мора да се признае жално на вистините, најголем дел од пациентите доаѓаат кога почнува да паѓа видот до овој степен, бидејќи не чувствуваат ништо претходно. А кога ќе почне да паѓа видната острина, а ние гледаме со централниот вид, тоа е веќе многу доцна. Тоа е значи 90% болеста го има земено својот замав, да кажам, и оштетување на окото и на очното дно и нерв. И ово оштетување е трајно? Ова оштетување за жал е трајно, значи за разлика од некои други очни заболувања кои што се реверзибилни, ова заболување е иреверзибилно, со тоа што доколку се започне третманот, независно дали е конзервативен или хирушки, се започнува од таму, од каде што е дојдено до тој степен, значи се прави само да се сочува тој вид кој што е остана. Све што е изгубено претходно не може да се надокнади. врати. Доколку се јави глауком на едното око, дали треба да се следи и другото? Дали проблемот ќе се јави на другото око? Да, секако треба да се следи обавезно, независно дали е само едното око афектирано од глаукомот. Најчесто, што не мора да значи, но во најголем број на случаеви се јавува и на другото око. Независно од типот на глауком, дали е тој симплекс со отворен агол или ангуларен глауком со затворен агол, најчесто се јавува и на двете очи. Така да, доколку се јави на едното, се очекува после одреден период, дали бил неколку месеци или година и така натаму, да се јави и на другото. Самата предиспозиција на организмот. Значи, иако се уште е непозната етиологијата на глаукомот како заболување, има повеќе ризик фактори кои што се, да кажам, градирани, кои што се поголем ризик фактори, помал ризик фактори и така натаму, но сепак етиологијата е непозната. Но самата предиспозиција на организмот, ако довела појава на глауком на едното око, најчесто се појавува и на другото око. Ќе ги разгледаме сега ризик факторите. Што е со наследниот фактор? Може ли некој да се роди со глауком? Значи, да, наследниот фактор е еден ризик фактор, а конгениталниот е веќе друга група на глаукоми, што се раѓаат со таков глауком, да кажам. Ризик факторот за глаукомот, за појава на глаукома хроникум симплекс е најчесто наследниот е голем ризик фактор. Значи, доколку јас им сугерирам на пациентите, независно дали се дојдени за дијагностика на глауком или за други заболувања, доколку имаат некој од фамилија кој што боледува од глауком, обавезно еднаш во годината е препорачано да се прави преглед за глауком, скрининг за глауком. Значи, тоа не значи само очниот притисок да се мери. Значи да се направи осити, да се направи видно боле и така натаму, со цел да се детектира дали постои ова заболување. Конгениталниот глауком, односно глаукомот од раѓање, спаѓа веќе во друга група на глаукоми. Тука не игра улога наследниот фактор, значи кај конгениталните глаукоми, тука веќе игра улога еден друг фактор, а тоа е факторот на феталниот развој, значи во тек на развојот на фетусот кај мајката настануваат одредени оштетувања, најчесто, да кажам, заради тоа настанува конгениталниот глауком, или како во склоп на други синдроми кои што се јавуваат, значи кај новороденчето, знае да се јави конгениталниот глауком, кој што представува една тешка, да се кажам, форма на детско заболување, доколку не се третира секако, затоа што треба уште во првите години да се третира, значи не може да се јави конгенитален глауком од раѓање и тој да перзистира за разлика од конгениталната катаракта. Тој да перзистира до 20 и некојата година во животот и некој да го открие на 20 или 30 години дека имал конгенитален глауком. Тоа е невозможно, бидејќи
конгениталниот глауком нормално оди со зголемен очен притисок и доколку не се третира тој очен притисок, веднаш уште во првите месеци години од животот ќе предизвика оштетување на нервот и слепило кај детето. Затоа е комплетна индикацијата за третман, најчесто хирушки, конгениталниот глауком, значи оди најчесто со хирушки третман, да се третира уште во првите години од животот конгениталниот глауком. А што е со возраста? Дали како што старееме, така се зголемува ризикот за глауком? Има ли некоја гранична возраст кога тој ризик драматично расте? Па да, Марија, види, тоа претходно беше за глаукомот зборувано како болест над 60-та година, да кажам, што се јавува и да кажам и возрастната граница играше улога. Но сега морам да кажам последните години дека границата е многу поместена возрастната, како за катарактата, така и за глаукомот. Се повеќе пациенти се јавуваат и со подолна граница, да кажам 40-та до 50-та година, со проблеми со видот, со катаракта, со интраокуларен притисок зголемен. Дали самиот начин на живот, значи времето поминато на компјутер, метаболните процеси, исхраната, X фактори други, значи воздухот и така натаму, зрачењето и многу X фактори влијаат до појава и поместување на границата за да катарактата се јави на толку порана возраст, да кажам, исто така и глаукомот. Затоа што порано беше сметано како резултат на нарушување на дегенеративни процеси, како резултат на старење, што настануваат во организмот, после 60-та година и така натаму 70-та, се јавуваат овој склоп на болести. Но сега многу други фактори влијаат да се помести границата и да веќе не игра улога само дегенеративниот фактор, односно факторот на старење за да се појави катаракта во организмот и во очите и да се појави глауком. Оние кои што имаат некакви хронични заболувања, како што е дијабетесот или пак покачен крвен притисок, ќе имат ли поголема шанса да заболат од Да, секако и системските болести влегуваат во групата на ризик фактори за појава на глаукомот. Особено хроничните, значи системски заболувања како што се дијабетот, како што е хипертензијата и така натаму. Понатаму исто така и одредени системски автоимуни заболувања заради терапиите што се користат и така натаму. Значи голем број на системски заболувања може да доведат од разни причини до појава на глаукомот. Значи и лековите, односно терапиите што ги примаме понекогаш можат негативно да влијаат и да доведат до некаков проблем со окото, односно со глаукома. Еве, например, доколку користиме капки за очи, така, за алергија, да, дали тоа го зголемува на своја рака? Да. Или пак за некаква инфекција на окото, подолго од препишаната, нели се препишува терапијата одреден временски период, но знаеме ние на своја рака да се ја употребуваме подолго. Точно така, да. Може ли тоа да доведе до покачување на очниот притисок и на окото и до оштетување на нервот? Да. Да, јас неколку пати сум алармирала и на гостувања, и на пациентите во амбуланта им кажувам. Значи, не земајте терапија на своја рак. Значи, прво не се сигурни за каков тип на заболување станува збор. Дали е тоа алергија, дали е тоа инфекција и така натаму. Сепак треба офталмолог да го изврши прегледот и според наодот да утврди за какво заболување станува збор. Второ, кортикостероидите знаат да бидат многу штетни доколку се користат долготрајно на своја рака, а тоа се случува многу често меѓу луѓето со цел да се што побрзо да се избистри окото, да се прикрие симптоматологијата. Значи, знаеме дека кортикостероидите го намалуваат, ги маскираат симптомите. Значи, го намалуваат црвенилото, го намалуваат чешањето и така натаму, одредена симптоматологија која што постои кај одреден тип на заболувања, како што се инфекциите, алергиите и така натаму. И, да кажам, пациентите се веќе се адаптираат на нив и од време на време си ги користат на своја рака. Да, земав овие капки и си ги ставав 2-3 недели, 2 месеци, 3 месеци. Да, ама тие капки во таков континуитет може да бидат многу штетни. Зошто? Затоа што кортикостероидите, долготрајната употреба на кортикостероидна терапија доведува до појава на глауком. Заради тоа, и јас лично сум имала случаеви на пациенти кои што како резултат на долготрајна употреба на локално кортикостероиди, веќе за системските болести не станува збор. Таму е комплетно индицирано преглед од офталмолог
Значи, Доколку системски се прима кортикотерапија? Доколку системски се има потреба од хронична кортикотерапија, како што се автоимуните заболувања и така натаму и ред други заболувања, значи мора обавезно преглед, редовен преглед кај офталмолог. Дури ако крем се нанесува кортикостероиден на кожата? Не, кремот не делува. Значи морам да кажам дека не делува така, не може да предизвика до тој степен, но системски, значи во вид на таблети, во вид на инфузии и така натаму, доколку се примаат интравенски, доколку се примаат подолг период кортикостероиди, комплетно индициран преглед на кај офталмолог, значи премерување на очниот притисок, преглед на самото око и така натаму. Но исто така, како што напоменав, сум имала случаеви и кај пациенти кај кои што долготрајна употреба локално, значи на капки, довело до зголемување на очниот притисок и појава на глауком. Колку максимум може да се користат овие капки за да не дојде до проблем, бидејќи еве сега сме во период на пролетни алергии? Така. И многу се жалат. Да, значи видете, пак ќе кажам кај секој организам различно. Значи јас сум видела до максимално, значи некои дури од 2 месеци користење капки, што го покачиле очниот притисок. Едноставно декомпензирало окото од премногу, да кажам, користење на овие капки, а имало податок дека и повеќе месеци, значи 7-8 месеци користење може да замислите на кортикостероиди, па сепак да кажам не се развила симптоматологијата на глауком. Но голем е ризикот. Заради тоа сакам да алармирам. Сепак да не се влегува во такви ризици и ние знаеме како офталмолози колку да ги аплицираме овие кортикостероиди, колку долго треба. Значи тоа мора со прекин, па да се даде нестероидна терапија и така натаму. Значи не може да се аплицираат овие капки континуирано, со месеци. Само со цел да се, дури, да кажам, кортикостероидите, да, ги ублажуваат симптомите така, но тие во основа не лечат. Антибиотикот е тој што, да кажам, доколку инфекција и така натаму, лечи. И сега при инфекција, кога ги користат кортикостероидите континуирано, тие само ги маскираат симптомите. Значи, навистина не ја лечат инфекцијата. Така да, првично кај инфекциите треба да се земе бриз, да се види за што станува збор и така натаму, што е најверодостојно. Исто така да не се земат, пак ќе напоменам, и антибиотици на своја рака, затоа што да, антибиотиците нема да направат глауком, да го зголемат очниот притисок, ама ќе направат па друга белја, ќе направат резистенција. Доколку почнеме да ги менуваме сите антибиотски капки, да, чекај овие, па овие ќе ми делуваат, не, овие не делуваат, па сега вторите, па не вторите, третите, и веќе правиме резистенција и веќе не може ни да ја излечиме инфекцијата после толку години. Заради тоа јас им апелирам и од тој смисол и на пациентите и за тоа, и за инфекциите, им викам не зимајте на своја рака. А тоа секогаш го прават? Во најголем дел од случаите. Значи, кога ќе дојдат на прегледи... И капки, креми? Да. Дали ќе отворат флакончињата со разни видови на антибиотик, значи од тука почнува прегледот, да видиме претходните месеци што е употребуваат. Да. И веќе од тука натаму го почнуваме прегледот. Така да заради тоа апелирам во денешната емисија да не се земаат капки на своја рака. А дали изразината кратковидост или пак далековидост си исто така ризик фактор за глауком? Да, глаукомот обично е поврзан со миопијата, значи миопијата, односно кратковидоста е една од голем ризик фактор, да кажам, за појава, особено високата миопија. Значи, бидејќи таа е поделена на групи, за висока миопија се смета над -6 диоптрија, кои што обеледуваат пациентите. Дури мојата докторска дисертација беше поврзана со тоа, значи висината на миопијата како ризик фактор за појава на глаукомот и да открив дека дури до 5 пати се зголемува ризикот, доколку диоптријата кај миопијата е повисока. Така да ниската миопија особено не доведува. Значи тие што носат очила плюс минус, така. Да. Значи минус, Добра. Со тоа што, значи тие што носат минус до -3, -4, да кажем ниската миопија до -3 не е толку голем ризик фактор како високата над -6. Така да обично тие што носат рефракција на диоптрија над -6 би требало да одат на редовни повторувам контроли за глауком, за скрининг. Значи повторно да се направи барем еднаш во годината. Над -6 диоптрија висока миопија како ризик фактор. Сега, хиперметропијата пак е ризик фактор па за друг тип на глауком, како резултат на, како резултат на плитката комора, кај плюс диоптријата, да објаснам на гледачите за хиперметропија, всушност што значи. Обично кај овие пациенти предната комора е многу плитка.
и истекувањето на очната водичка оди преку аголот, преку иридокорнеалниот агол. И сега како резултат на бидејќи ова е плитка комурата, оттежнато е овдека истекувањето и може да се случи да се затвори аголот и да се предизвика тој друг тип на глауком кој што се нарекува ангуларен глауком, настанува со блок на аголот, дури ако кај овие хиперметропи, ако како резултат на некои други действија испровоцирано да се затвори аголот, например при ширење на зеницата, дали тоа е адреналинско, дали при ставање на капки и така натаму, може да се блокира аголот. Значи дренажата да се блокира, да така? се блокира дренажата, да, како резултат на тоа што е плитка комурата и да настане друг тип на глауком, тој се нарекува ангуларен глауком, но тој не протекува без симптоматологија, мислам, или со многу лесна како хронична. Болка ќе има во окото или главоболка? Многу силна болка оди тој, дури толку силна, нагло губење на видната острина, силна болка до повраќање и така натаму. Една, да кажам, алармантна фаза, една акутна фаза на развој на болест, со силна болка и така натаму. Оваа група на глаукоми се ангуларни глаукоми се нарекуваат, кои што, пак ќе кажам, е тоа група на пациенти кои што конгенитално, значи тие имаат предиспозиција за вакво нешто, само не се знае во која фаза на животот, тука може и кај помлади да се јават, со цел, ако испровоцирано блокадата на иридокорнеалниот агол од нешто, па да се блокира аголот и да дојде до појава на ангуларен глауком. Така да, ова е помала група на глаукоми, значи некаде 30% отпаѓа на ангуларните глаукоми, а околу 70% е глаукома симплекс глаукомот, значи кој што протекува без симптоматологија, со многу лесни симптоми, дури некогаш и без симптоми, а доаѓа до оштетување на видната острина и заради тоа најдобра превенција од ова заболување е скринингот. Скринингот. А бидејќи живееме во средина со многу сончеви денови, дали увезраците може да доведе до некакво оштетување на очниот нерв? Треба ли да се носат очила за сонце или пак не постои никаква корелација? Поврзано со глаукомот, мислите, веројатно? Да, со глаукомот, до појава на глауком. Да, како ризик фактор, увезраците не се наведуваат дека се голем ризик фактор за појава на глауком зрачењето. Да, увезраците се ризик, се оштетуваат други делови од окото, како макулата и така натаму. Но со глаукомот директно не е поврзано? Но со директна поврзаност со глаукомот немаат увезраците, но правото оштетување, како и да е на окото од други аспекти, заради тоа треба да се заштитиме со очила за сонце со адекватен UV филтер, значи кој што е многу битен, значи за заштита со цел да се заштити макулата во овие случаи, бидејќи самото зрачење од UV факторот делува директно на макулата и може да дојде до оштетување, така да обично импровизирачки UV фактор. Очилата треба да имаат соодветен UV фактор и да внимаваме на тоа. И вистински UV фактор. Меѓу другото. Значи да се внимава од каде се купуваат и очилата за сонце. Да се внимава. Што ако нема UV филтер, а на нив е наведено дека има UV филтер, само се затемнете и ги носиме очилата. Значи, зраците веднаш паѓаат на позадината на окото и директно ја оштетуваат. Сега не зборам дека за 2 дена ќе оштетат, но континуирано носење на очила без UV фактор, значи кој што не штити, а знаеме година в година колку се зголемува UV зрачењето, кое што не штити од ова UV зрачење е континуирано оштетување на макулата. Така да тоа се предизвикува своји последици, значи намалување на видната острина и така натаму, така да препорачувам значи носење на сончани очила со UV фактор, така со UV филтри кои што се соодветни. А што е со повреда на окото или пак да речеме некои прават операција од катаракти, потоа ќе кажат дека им се зголеми очниот притисок? Да, тоа се веќе друга група, трета група да кажам, на глаукоми, тоа се секундарните глаукоми. Значи да, тоа веќе не станува збор за предиспонирачки фактор, за системски заболувања, наследност и така натаму. Тоа се група на заболувања на глаукоми кои што се јавуваат како резултат на некое претходно заболување на организмот. Значи, дали тоа било оперативен зафат, дали тоа организмот боледувал односно окото боледувало од некоја друга болест, дали е правена некоја друг тип на интервенција и како компликација од оперативниот зафат, од заболувањето на окото и така натаму се јавува секундарен глауком. Овој глауком, значи не мора да го има нормално на другото око, овој глауком веќе е само на тоа око кое што е афектирано од таа болест, од тој оперативен зафат и така натаму. И
се третира на истиот начин, да кажам, се започнува конзервативно, бидејќи Секога се започува со капки за Па да, регулирање јас ночниот избегнувам притисок? веднаш оперативен зафат, бидејќи секогаш и давам предност на конзервативната терапија, бидејќи сепак пак е стресно за самиот пациент кога ќе дојде на преглед и ти веднаш да му речеш да, сега треба да те оперирам. Значи, гледам да ја дадам предност на конзервативната терапија, бидејќи со усовршување на медицината има предобри капки, да кажам, нови генерации на капки кои што излегуваат, кои што со зголемен комфор на пациентите за користење, дури еден пат на денот да ги капат, значи не е тоа како во минатото што беше 2-3 пати, 4 пати, па на сати. Ова еднаш во денот, па без конзерванси и така натаму, кои што знаат да влијат на окото и да го сушат и да го оштетуваат. Така да медицината е доста отидена, односно фармакологијата е доста отидена напред во тој смисол на зборот. Така да доста давам предност на конзервативната, доколку со следење не делува конзервативната терапија, ние преминуваме кон друг третман. Значи, прво ласерски, нормално, доколку има потреба, а доколку е многу зголемен, веднаш очниот притисок, се закажува хируршки оперативен зафат. Тука ќе ги поканиме гледачите да се вклучат со нивни прашања во програма. Почитувани, од тој момент емисијата е контактна. Добре дојдени емисија и вашите искуства на оваа тема, но секако и прашања, отворени дилеми можете да поставите и секако одговор да добиете од нашата гостинка. Кога зборуваме за капките, за нормализирање, односно за намалување ночниот притисок, дали ти треба да се капнуваат секој пат во ист период од денот, што ако капката не заврши директно во окото, туку истече на лицето, треба ли да се капне повторно? Како правилно се употребуваат овие капки? Да, значи правилната употреба е многу битна. Значи, доколку, еве баш денеска во амбуланта имав пациентка која што да капам, ама ми тече на лицето. Доколку не е капнато, како да не сте ја земале терапијата? Значи, тоа е исто како таблетарна терапија, да ви стои таблетата на маса и да ја гледате и да мислите дека сте ја испили. Или ви паднала и да мислите дека сте... Значи, мора да биде капката внатре во окото. Најлесен начин, јас им кажувам на пациентите, е да капнат во аголот на окото, значи не на средина, не на крај, бидејќи доколку капнеме на средина, ние знаеме дека рефлексно го затвараме окото, а тоа е самиот одбранбен рефлекс, затоа што окото мисли дека нормално со нешто ќе го допреме. Затоа не се капе на средина, туку се капе во самиот агол, значи на окото, и таа самата капка со затварање се разлива внатре во окото. И да паднат две капки не е штета, бидејќи втората капка ќе истече. Затоа што окото обично тоа е дозирано, колкава доза самата при едно капнување може окото да абсорбира доза. Сега, исто така, распоредувањето на терапијата е многу битна во денот. Значи, секогаш ние кога ја аплицираме, односно кога ја назначуваме терапијата, кажуваме дали треба еднаш, дали треба 2 пати, дали треба 3 пати, не значи дека точно во 8. Значи, ама од прилика во тој период од денот. Во 8 часот 9-10 сабајле, во 8 часот 9-10 навечер, доколку е 2 пати на ден. Тоа не значи дека во 8:15 и во 8:15 точно ќе има. Но од прилика тој временски период. Сега, што е исто така непотребно? И 3 пати, 4 пати да се капе во текот на денот, дејството на тие капки е 12 часа. Така да, независно вие да капете повеќе пати, значи си има дејство таа капка 12 часа, или пак еднаш ако капнете, веќе сте заборавиле вечерта да капнете од терапијата, веќе преку ноќ сте без терапија. Значи ноќно време останувате непокриени со терапијата. Така да од тој смисол е временското дозирање во текот на денот битно. Значи во периодите да се капе кои што се назначени од офталмологот, а сега дали ќе капне една капка повеќе, дали тоа ќе биде 8:15 или 15 до 9, мислам не менува таа мала разлика. Што ако пациентот чувствува непријатност, пржење при капнување на капките во окото? Првичното земање на терапија обично знаат да осетат некоја нелагодност, но тоа е самата потребен период на адаптација за земање на терапијата. Сега, доколку постои одредена алергија на лекот, таа не оди само со пржење. Значи, обично почнува да отекува окото, да отекуваат капаците. Самото користење на со 1-2 капки веќе се
се приметува алергијата и треба да се обратат на офталмолог, повторно да не земаат терапија на своја рака за смирување на симптомите. Значи, алергијата да се примети. Сега, има исто така некои капки од хронична терапија кои што содржат конзерванси и пациентите може да усетат како пржање, како грепкање и така натаму при користење на капките, а тоа е све бидејќи има состав конзерванс, значи кој што е хемикалија во самата капка. И во тој случај ние препишуваме вештачки солзи, значи со цел да не се суши окото, значи за навлажнување и за испирање на окото. Води се тоа кон сувост на окото? Да, како не, конзервансите се број 1 кои што го сушат окото. Долготрајната хронична терапија за глауком многу често доведува до сушење на очите, баш заради овие конзерванси. Ќе им дадеме предност на гледачите да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Да прашам за мојот сопруг. 2015 година е опериран од глауком на клиника кај доктор Весна Димовска. Добро. А после 3 години е опериран на истото око од катаракта. Добро. Видот е 100% изгубен. Дали има шанса да користиме капки на окото? Дали има шанса да закажеме на клиника термин кај докторката? Аха, вас ви интересира термин кај докторката. Јас мислев ќе прашате дали има шанса видео да се врати. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Еве, дали има шанси и видео да се врати, а и како се закаже преглед кај вас? Значи видеот не може да се врати, а преглед кај мене може да се закаже без никаков проблем. Значи јас и сум кажала во неколку наврати дека и дури се случува и често да ги примам пациентите без закажан термин, доколку е неопходно нели итно да се прегледаат и така натаму, доколку имаат проблеми. Додека во овој случај, како што е кажано, значи опериран од катаракта, изгубена видната острина, моја предпоставка, бидејќи нормално не сум го прегледала пациентот, станува збор за атрофија на нервот. Значи тоа е, да кажам, народски исушен нерв, односно атрофиран, и веќе нервното ткиво доколку е исушено, доколку е оштетено, не може да се обнови, така да не постои начин како би можела да помогнам на таков пациент за да може да се врати видот. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Ало? Добар ден. Ве слушаме Добар одлично. Повелете. Добар ден. Добар ден. Сакам да поставам прашање до докторката. Јас се лечев на времето кај професорката Весна, но пошто правеше она свадба, изгубивме контакти. Овдека во Велес немаме очен доктор. Во меѓувреме јас имам и катаракта и глауком. Од катаракта се оперирав во Штип кај докторот Александар. Така, значи опериран сте од катаракта, а со глаукомот примате некаква терапија? Да, примам ова на сабајле и навечер Капки? примам тимолол и не ве слушам. Така, значи примате соодветна терапија. Кое ви е прашањето? Сакам да прашам сега, на десното око направено ми е на 0, гледам убаво, и на левото, а левото само при читање малце ми е заматено. Дали треба да дојдам кај професорката за глауком за операција? Аха, дали треба да дојдете за операција ви е прашањето? Да немате вие уште докторке некој подпрашање? Или тоа е се? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ковелете. Да, сепак за да се види во која фаза, да кажеме, глаукомот, самата болест, треба да се прегледа пациентот. Така да не знам колку време не е направен контролен преглед, независно што професорката веќе не е на клиника, значи дали во друга институција или било каде, значи би требало сепак да се продолжи со контроли за глаукомот, односно редовни контроли, бидејќи еднаш кога ќе се диагностицира ова заболување, треба да се следи до крајот на животот. Не може да се прават паузи од по неколку години и
да од оваа причина изгубив контакт или не дојдов или немаше значи мора да се прават редовни бидејќи. Што значи редовен преглед? Редовен преглед кај мене, а бидејќи во кабинетот за глауком на клиника имаме уште тројца други специјалисти кои што работат истата патологија, може да се закажат контроли ако не успеат некои од да кажам од гледачите, од пациентите да закажат, можат и кај другите специјалисти во секое време кои што прекрасно ги водат пациентите. Значи дијагностика и така натаму и третман. Сега, значи јас моите пациенти ги водам на 6 месеци редовна контрола. Доколку е дијагностицирано заболувањето, доколку е стабилизиран глаукомот, секој 6 месеци мора да има контрола, со тоа што јас си го давам терминот за следната контрола, баш од тие причини за да не се да кажам изгуби во таа мој термин да не може да дојде до термин и така натаму. Сега, доколку се уште не е стаена болеста под контрола на почетокот, побрзо ги закажувам, да кажам, контролите, со тоа што дури се случува и на 2 недели, на 1 месец по дадената терапија да закажам контрола за да видам како се одвива в болеста, како реагира на терапијата и така натаму. Но кога ќе го стабилизирам глаукомот, на секои 6 месеци се додека е жив пациентот. Значи, јас тоа викам, ние сме судени да се гледаме со тие пациенти се шалиме до крајот на животот. Така да на секои 6 месеци е потребна контролата. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ден. Во програма сте, повелете. Може едно прашање до докторката? Секако повелете. Јас, добар ден. Ве слушаме одлично, во интерес на времето, само ќе ве замолам што поконцизно прашањето. Од 13 март 2025 од глауком и очен притисок имам. И ме лекувава до 9 до 9 јули. На 9 јули ме оперирава таму на клиника и сега не гледам. И очниот притисок никако не ми се, све ми е голем. Очиот притисок не ви е повеќе висок? Не, да, све висок ми е очиот притисок. Добро, разбравте, така? Да. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Да, има, да кажам, една група на глаукоми кои што се нарекуваат апсолутни глаукоми. Значи, тие обично одат пациентите кога ќе се јават во една одмината фаза со многу висок очен притисок и со 90 и повеќе посто, да кажам, изгубена видна острина, 99%, а и мислам голем број има и такви пациенти. Дури хирургијата, да кажаме, рефрактивни кога ќе се направи оперативниот зафат, очниот притисок не се симнува постоперативно. Станува состојба на апсолутен глауком, го викаме ние тоа, со тоа што и самото око не реагира и на оперативниот зафат. Значи, кога ќе се направи оперативен зафат, јас сум се обидувала, значи и класичната операција за очен притисок, и стент, реоперација, да кажам, да се стави. Едноставно не се симнувал очниот притисок, таа е таа група на апсолутни глаукоми, нервот е атрофиран до крајни стадиуми, да кажам, исушен, така да самото око, да кажам, веќе не може да се справи со тој на еден начин со тој очен притисок, така да борбата на пациентот е и негова и моја, а не се постигнува. Затоа не се чека, значи додека не се намали видот до крајни стадиуми и тогаш да се дојде на лекар и да се побара помош. Бидејќи голем дел од глаукомите што се, да кажам, и од другите градови и така натаму, доаѓаат со превисок очен притисок, со многу намален вид за оперативен зафат. Да, но тоа е веќе еден крајен стадиум кога не може да ги постигнеме очекуваните резултати, колку и да се трудиме, мислам, ризично е да се постигне очекуваниот резултат. А доколку се фати болеста на време и се третира со капки? Да, доколку се фати на време случај? И се третира со капки. Значи, нормално се задржува видот, но тоа не значи дека со тек на време терапијата ако делувала година, 2-3, дека таа ќе делува до крајот на животот. Може да се случи после 3 години веќе терапијата да не делува. Ние тоа го викаме декомпензира окото, значи декомпензиран глауком. Значи, може да се случи терапијата да не делува, и тогаш да е потребен хирушки зафат. Но јас, кога веќе го следам пациентот, веднаш си го закажувам хирушкиот зафат. Значи, да,
не е добра, не сум задоволна од терапијата како делува, покачен е очниот притисок, следната недела или после 2 недели закажувам оперативен зафат. Така да друго е кога се следи континуирано. Значи ќе може да се делува на време и со капките и со оперативниот зафат на време. А кога ќе дојде пациент кој што никогаш не сум го видела да кажам прегледала претходно, и доаѓа со една комплицирана состојба од висок очен притисок, од оштетен над 90%, користена терапија и така натаму, веќе е све риск. Така. Како ќе самото око како ќе одговори на толку исушен нерв и да кажам декомпензиран глауком. А што е со пациентите кои што со капките ќе се спушти премногу очниот притисок? Дали тоа може да доведе до некаква компликација? Да, и тоа е една од компликациите, значи што се случува кај глаукомот, многу намалување на очниот притисок, со тоа што хипотонија, ние го викаме, тоа е една компликација од оперативниот зафат, што никој не би сакал да кажам од хирурзите што оперираат глауком да ја има. Ако премногу се намали очниот притисок, затоа и не се користат антиглаукоматозна терапија на своја рака никако. Затоа што ако ние ставаме капки, а не знаеме, мислиме дека можеме да си го лекуваме сами глаукомот, може па и многу да го намалиме очниот притисок. А тоа си има своји компликации. Што значи хипотонија или намален очен притисок, односно кои да кажам компликации може да ги предизвика? Може да предизвика аблација на хороидеа во внатрешноста на окото и нагло губење на видот и аблација на ретина како краен стадиум значи јас сум видела и такви случаеви, значи кои што до аблација на ретина кои што да кажам имаат како резултат на многу намален очен притисок од ред да кажам други работи, така да земање никако е комплетно контраиндицирано земање на антиглаукоматозна терапија на своја рака. Или додавање и одземање на капки. Што е со пациентите што имаат нормален очен притисок? За нив во тој случај е висок, но колку може да го намалите? Да. Колку има потреба од терапија? Тоа сакам да ви кажам на почетокот на емисијата што почнеме, значи некаде нормалниот очен притисок се смета од 16 до 18 до 20 дека се нормални граници на очен притисок. Но кај некоја одредена група како што е норматензивниот глауком, овој очен притисок е висок за нивните хемодинамски. Сега ние го намалуваме до 10-11. Независно што е низок за другите, они функционираат супер со тој очен притисок, нема оштетување, нема прогресија на болеста на глаукомот, ние забележуваме кај нив прогресија на глаукоматозни оштетувања. Значи гледаме оштетување на нервот, оштетување на нервните клетки и така натаму, тоа го следиме кај овие пациенти. И кога ќе го намалиме очниот притисок ние до 11, 12 и така натаму, ние гледаме дека е стопирано. И ги оставаме, значи на тој очен притисок, односно под терапија да функционираат со таков очен притисок. Што, например, за други, голем дел од пациенти тој би бил низок очен притисок. 10, да кажам 9-10 веќе спаѓа во одредена група дури на хипотонија, низок очен притисок. Но еве да кажам, сепак е таа помала група на да кажам на пациенти кои што имаат со нормотензивен глауком. А дали може се земаат и некои суплементи за исхрана на нервот? Дали тоа би помогнало? Да, секако, значи суплементите секако се добре дојдени во било кој третман, значи на заболување. Дури во поново време има многу, да кажам, јас си ги препорачувам лично на пациентите, добри и капки и вијали, кои што служат за неуропротекција на самиот нерв. Многу добри резултати гледам од самата употреба на овие капки и вијали. Го зачувуваат нервното ткиво, самиот нерв и така натаму. Дури гледам и кај компјутерското снимање, кога ќе дојдат пациентите на контроли, значи дури одреден степен на подобрување. Значи што многу се случува тешко кај глаукомот, значи тешко и ретко. Така да убаво е да се слушне еве дека постојат и вакви терапии со одреден степен како резултат на тоа што делуваат добро на нервното ткиво, дека постои и одреден минимален, да кажам, на клеточно ниво, но подобрување на компјутерскиот наут кај овие пациенти на Верувам дека денешната емисија ќе поткрене свеста кај гледачите за потребата од редовни офталмолошки прегледи. Сигурно не е лесно кога во градот во кој што се живее нема офталмолог, како што слушнавме пред малку. Так. Но очигледно дека треба да се најде начин да се прават тие прегледи
Колку пати во годината, еве, доколку немаме никаква здравствена тегова со очите, колку пати да направиме еднаш во годината? Еднаш во годината на 6 е месеци, сосема како? доволно за преглед, за офталмолошки преглед. Дури во неколку наврати и сме алармирале за воведување на мерењето на очниот притисок во систематските прегледи. Тој би бил еден од најголемите скрининзи што би можел да се прави во државата. Со тоа не би се поставувала диагнозата глауком, но би било добар скрининг за покачен очен притисок како еден од најголемите ризик фактори за појава на ова заболување. Често мерите покачен очен притисок кај пациентите? Па да, може и ние во секоја година нели е неделата на глауком во март и по тој повод клиниката за очни болести веќе години за ред имаме настан за бесплатно мерење на очен притисок на плоштад или кај спомен куќата Мајка Тереза и така натаму, да излеземе по пресрет на граѓаните и голема е бројката, значи кај кои што се утврдува зголемување на очниот притисок, но тоа не значи дека сите се со глауком, нормално ги проследуваме за понатамошно исследување, но сепак е доста голема бројката со зголемен очен притисок. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за подробните појаснувања за оваа болест. Ви благодарам на поканата. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на емисијата и ви посакувам пријатен ден.